Фудбалскиот клуб Вардар е меѓу должниците на листата што ја објави Управата за јавни приходи. Најтрофејниот македонски фудбалски клуб има долгови од 48 милиони 660 207 денари, околу 800.000 евра. Листата е за долгови доспеање до 31 јануари 2024 година и неплатени до 30 април 2024 година. Ваквата листа на должници се однесува на оние кои должат на државата по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини. Црвено-црните веќе подлог период се мачат со финансиските проблеми, а клубот е во живот благодарение на верната навивачка група Комити. Вардар 2 сезони помина во втората лига, лани преку бараж до Скопје се врати во фудбалската елита на Македонија, а оваа година ќе игра бараж за опстанок со Радовишки Детонит Плачковица. Па преку баражот Вардар ќе бара спас за опстанок во елитата. Ваквите долгови дополнително прават проблеми на Вардар, кој се мачи со финансиите и со нормалното функционирање во правата лига. Вардар исто така има долгови кон јавното претпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор за користење на арената Тодор Проески, па затоа клубот настапува на стадионот Борис Трајковски во Маџари како домаќин наместо